вечер со топ тема на ваша страна. Требаше ли пратениците да бидат прво приведени, а потоа да им се утврдува имунитетот? Или обратно? Зошто судот не можеше да им одреди притвор? Што се случуваше своевремено со имунитетите на Владо Бучковски и Љубе Бошковски? Дали Иванов со своето обраќање направи вовед за аболиција на обвинетите? Вечерва на овие прашања одговараат бившите пратеници Ѓулистана Марковска, Мухамед Халими и Туше Гошев. Гледате топ тема на ваша страна, останете со нас. Добро вечер уште еднаш со топ тема на ваша страна и добро вечер за моите гости, пратениците од поранешниот и меѓу првите пратенички состави Ѓулистана Марковска, Мухамед Халили, добро вечер, и господин Туше Гошев, добро вечер. Сега се занимавате со различни области, меѓутоа сте поминале многу во пратеничките клупи, условно речено, имате искуства и токму затоа сте гости за да говориме за вашите колеги пратеници, кои што вчера ги видовме со лисици на рацете како беа приведувани, беа сослушувани, меѓутоа подосна пуштени на слобода. За почеток, еве само ради јавноста да прочитам дека пратениците во Република Македонија уживаат два вида имунитети: неодговорност на пратеникот, материјален или суштински имунитет, и неповредливост на пратеникот, односно процедурален имунитет. Материјалниот ја гарантира слободата на говорот на седниците на собранието или на неговите работни тела. Процедуралниот се однесува на неможноста за притворење за кривични дела сторени надвор од собранието. Првиот важи и по престанокот на мандатот на пратеникот, процедуралниот важи единствено додека трае мандатот. Еве, ова колку да имате представа, почитувани гледачи, што всушност значат имунитетите и какви може да бидат на пратениците, само да кажам дека иако очекувавме да заседава Комисијата за мандатно-имунитетни прашања, тоа се одложи за утре, а вечерва имаше ненајавена средба на Заев, Ахмети и Талат Џафери, но за тоа подосна откако ќе излезе и господинот Ахмети, па за да можеме да коментираме. За почеток, господине Гошев, вие бевте и министер за правда, па затоа и од вас ќе почнам во однос на правното толкување. Јас кажав што значат имунитетите. Меѓутоа, во најавата мене основното прашање ми беше: требаше ли пратениците прво да се заседава комисијата, да даде предлог на собранието за одземање на имунитетот, а подосна доколку им се одземе да бидат приведени, или онака како што се направи? Извршен е претрес кај нив, даден е налог за приведување и беа однесени кај судија за претходна постапка. Па да почнеме вака. Согласно на членот 12 од Уставот на Република Македонија, генерално ги поставил сите постулати на кој начин може слободата на граѓанинот или на било кој субјект во живењето да биде ограничена. Во извршувањето на функцијата пратеник и успешноста во извршувањето на таа функција, во членот 64 од Уставот на Република Македонија е утврден и имунитетот. Кај нас има два вида на имунитет. Едниот имунитет е материјалниот или целосниот имунитет, а тоа е имунитетот не значи за секое е направено кривично дело, туку пратеникот не е одговорен за кривични дела кои може да ги направи одговорницата на парламентот. Но не значи дека е ослободен од сите други кривични дела предвидени согласно на одредбите од Кривичниот законник. Членот 64 став 2 предвидува и процесно правен индемнитет, се вика тоа. Тоа е имунитет или пермисивна правна норма која ги исклучува одредбите од Кривичниот законник, а тоа е дека пратеникот е неопходен во вршењето на функцијата пратеник, заради обезбедување на неопходноста е поставен и тој процесно правен индемнитет. Процесно правниот индемнитет е значи против пратеникот не може да се изрече мерка притвор додека ја врши функцијата пратеник. Но во Уставот направил една клаузула ребус сикстантивус, се вика тоа исклучок од тоа правило, кај што точно предвидува дека доколку пратеникот стори кривично дело за кое може да се изрече
не помала казна од 5 години, тогаш не е потребно, не може да го штити имунитетот согласно на одредбите од член 64 став 1 и 2. А бидејќи се тие по член 313 од законот, значи дека според висината на казната тие се повикани, а не и дали делото го сториле Не, сега вака. на лице место или не. Сега сторување на делото на лице место или не, тоа е Да, дело... ќе го дискутираме ќе го посебно. Еве подискутираме. членот по кој што тие се обвинени. Членот Осумничени. за да биде некој повикан во судот во претходна постапка, треба претходно да има барање од обвинителството за спроведување на таква постапка во пред. Тоа значи дека обвинителот побарал за тој човек да се изрече мерка притвор. Затоа судот дава наредба за повикување на основа поднесеното барање од страна на јавното обвинителство. А што се однесува и други два начини има за приведување на органите на прогонот, се мисли на полицијата, која е судска полиција и која ги извршува наредбите на обвинителството и на судот. Граѓанин фатен при извршување на кривично дело може да биде задржан 6 часови во полицијата или пак може да биде приведен заради утврдување на идентитет и други основи кои ги бара согласно на одредбите од член 164 од Кривичниот законник. Тоа значи дека може најмногу да биде задржан 24 часа и да биде изведен пред суд во претходна постапка. Што значи дека за пратениците имало поднесено барање за приведување заради стои основано сомнение за изрекување на мерка притвор, согласно на одредбите од членот 165 и така натаму од Законот за кривична постапка. Марковска, со оглед на вашето пратеничко искуство, меѓутоа и според реакцијата пак од друга страна на председателот на собранието, Талат Џафери, кој што покажа дека не му е баш и драго што неговите колеги пратеници се приведени без да се задава комисијата. Како вие го толкувате сето ова? Дали сметате дека не е запазено правото на пратениците кои се избрани и поради нивната неопходност прво да се задавала комисијата или се од овој правен основ сега тука е малце нејасно и повторно можеби правниците ќе разјаснат, ако има барање за притвор, не може да има барање за притвор ако не заседава комисијата и не а од друга страна и собранието. Да, меѓутоа тука е членот 133 на кој што вие се повикавте и кој што стои де факто основата на делото кој што е завршено, односно извршено. Дали што значи самиот поим затечен? Дали тоа значи дека мандатно-имунитетната комисија треба да го затече на лице место? Дали камерите, кои што во сите релевантни случаи кои што се суди и за убиства и за многу потешки кривични дела за кои што се оди во затвор, представуваат релевантен доказ во една судска постапка? Јас мислам дека да. Со оглед на тоа што сите имавме можност да видиме што се случува во собраниската сала, дека и како доктор, ако ми дозволите да дискутирам, се почива на основа на логика. Постојат причинско-последични односи. Доколку вратите на собранието не беа отворени, дали ние ќе го имавме крвавиот понеделник, односно четврток? Не. Тоа значи дека граѓаните ќе кружеа од собранието, можеби ќе имаше тепачка внатре во собранието, што воопшто не е страшно и многу подемократски системи од нашиот имаат, меѓутоа немаше да ни се случи под наводници народ. Тоа значи дека оние кои што тоа го овозможиле да се направи, а во овој случај тоа се пратениците, треба да одговараат онака како што би одговарал секој еден граѓанин кој што ќе биде затечен на лице место. Тие беа затечени. Ние како јавност тоа го видовме. Тоа што јас лично не се согласувам е да се направи апсење под силна полициска присмотра, да тоа биде пред очите на децата, да од сето тоа се прават спектакли. Тоа воопшто не е во ред. Без оглед за кој граѓанин се работи. Дали се работи за пратеник, дали се работи за некој друг извршител на функција, па ако сакате и за обичен граѓанин. И тој ги има основни човекови права во кои што неговото семејство пред да биде осуден не треба да присуства на таква снимка. Посебно што овие пратеници биле постојано на работа и веројатно не би пружиле отпор доколку апсењето се извршило дури во рамките на самото собрание. Тоа не го одобрувам, не одобрувам политика на двојни аршини во која што граѓаните ќе се гледаат поинаку од сите именувани и функционери, заради тоа што правдата е слепа, треба да важи за сите и исто така дури сметам, уште повеќе, оној кој што е избран на функција треба пред лицето на правдата да биде прво многу поодговорен, многу почесен за да може
да тој представува де факто и државата. Еден судија, еден пратеник, еден обвинител, еден председател, тоа е за нас државата. Господине Халили, сепак, ако е делот од тероризам, тогаш е дело нели над 5 години, повеќе од 10 години. Од друга страна, видовме во постапката беа пуштени пратениците без да има заседание на собранието, а претходно предлог на комисијата не може да се воопшто да биде чепнат нивниот имунитет, тие на тоа и се повика. И затоа тука прашањето па требаше ли па и воопшто и да ги повикаат кога се знаеше дека ќе ги пуштат и не може да ги држат безправно таму. За мене е малку релевантно дали требало имунитетот да им се симне, па после налог за приведување или обрнуто. Факт е дека веќе институциите на системот почнале да проработат и тоа што и меѓународната заедница на нас не сугерира да расчистиме со потенцијалните кривични дела до сега, вклучувајќи и прислушкуваните разговори, тоа значи дека нашиот правен систем почна да се разбуди. За мене многу не е важно дали ќе се применува мерка притвор против некого, затоа што знам дека во нашиот правен систем притворот е најспорна категорија. Трае 6 месеци, но после тие 6 месеци јавниот обвинител и судијата може и 6 години да те држат во притвор. Значи од денот кога си во притвор, така тоа прво почнува со 30 дена, од денот кога човекот влегува во притвор, почнува да издржува казна, а казната не е докажана. Значи вие генерално велите спорен е самиот притвор, спорен е притворот сега и за... Ево имавме ние случај, мислам беше случај диво насилие. Двајца беа ослободени поради, така слушнав, недостаток на докази. Да не мешаме други случаи, затоа што самиот по себе ово е нејасен. Ама кој е тој обвинител што издржува човек 2 години поради недокази? Само да укажам дека пратениците се повикаа на имунитетот и второ, нивните бранители токму ова го велат како аргумент. А што ако им одредеа притвор? Значи дека ќе им се засметуваше казна од денот на влегување во притворот. И тие воопшто спорат дека биле, и затоа го постави прашањето, тие спорат дека воопшто не требало да бидат повикани пред судија на предистражна постапка, затоа што подоцна беа пуштени. Знаете зашто мислам јас дека е казна? Казна бидејќи времето поминато во притвор, во многу потешки услови него во затвор, е време кое не може да се надокнаде во случај лицето да биде невино. Добро, вие вашата теза е дека не е добро воопшто и притвори да се одредуваат. Не е добро, ако ми дозволите за ово. Само концизно. Ние немаме концепт што е тоа тероризам. И со тероризам мешаме се. Ние немаме во нашиот законодавен систем дефиниција на тероризмот. 2004 година во Обединетото кралство имаше терористички настани по метроата на Лондон и пратениците седна и направија антитерористички акт. И во тој антитерористички акт пропишува се што представува тероризам. Ние пред 2001 година беше, нашата полиција уби 7 пакистанци, ги квалификуваше како терористи кои сакале да ги нападнат амбасадите. Халили, до тоа, затоа што прашањето за Љубе Бошковски и неговиот имунитет токму тој дел го опфаќа. Само морам да кажам дека го имаме во живо нашиот колега Огнен Чанчаревиќ кој се јавува од центарот на Скопје, односно Министерството за правда, каде што имаше протест ВМРО ДПМН, дали заврши протестот Огнен и што се случува таму во моментот? Да, Жане, протестот заврши околу 6:45. Траеше половина час.
На протестот беше присутен лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, многу пратеници од составот на партијата и луѓе од раководството на ВМРО-ДПМН. Пред присутните граѓани се обратија Антонио Милошевски и Владко Ѓорчев. Двајцата побара да се пуштат притворените веднаш на слобода и го обвинија актуелната влада дека станува збор за политички прогон, дека станува збор за хајка на неистомисленици во обид да се сокрие тоа што не успеале да ги исполнат предизборните ветувања. Предлагам да го погледнеме говорот на Антонио Милошевски. Овие апсења на недолжни граѓани и на пратеници избрани од граѓани имаат само една цел. Имаат цел да ја покријат неспособноста на владата да ги испорача ветувањата со кои што ги лажеше граѓаните. Апсењата на недолжни граѓани и на пратеници избрани од граѓани има за цел да крене една димна завеса за да се покрие обврската превземена пред други актери, а не пред граѓаните, за спроведување на одредени проекти кои што се на штета на Република Македонија. Утре во 6 попладне пред кривичниот суд, а предходно од 15 до 17 часот со тековните дневни активности по општините. Ова ќе трае, ова е почеток, но борбата за Македонија никогаш не сопира. Секоја генерација има своја битка. Очигледно не е масовен протест, не е протест во кој што учествуваат приврзаници на ВМРО-ДПМН или други граѓани. Имаше малце луѓе. Значи ли тоа дека вака ќе продолжат, како и денеска, со блокирање на улици во општини и со протести од пратеници? Да, Жане, како што може да се види на снимките, протестот немаше некој голем одзив. Како што најави Ѓорчев, утре продолжува, утре ќе биде трет ден веќе на протестите, продолжува пред кривичниот суд. Според најавите, блокадите на раскрсниците ќе продолжат и утре. Терминот е ист, од 3 до 5 часот. За локациите не можам да кажам, бидејќи не ги соопштија. Денеска требаше да бидат, тоест ги блокира раскрсниците кај Мавровка, кај Рампаво, Кисела вода, во аеродром, и кај Портавлае. Што ќе се случува конкретно утре, најверојатно ќе продолжи затоа што се донесуваат одлуките, тоест по жалби во кривичниот суд, токму затоа протестот е закажан пред судот во 6 часот. Благодарам многу Огнен, тоа беше Огнен Чанчаревиќ кој го следеше протестот на ВМРО-ДПМН, кој како што најавија пратениците продолжува и утре. Ние продолжуваме таму каде што застанавме со прашањето зошто воопшто ги приведува ако мора да ги пуштат. Постапката согласно на одредбите од Законот за кривична постапка е строго пропишена. И органите кои учествуваат во таа постапка строго треба да го почитуваат принципот ubiius ibi remedium, а тоа е пропишаната постапка до крај да се спроведе за утврдување на фактичката состојба. За да бидат они повикани претходно, треба да има полицијска истрага, треба да има претходна постапка, пред истражната постапка, па дури од после обвинителството, раководејќи со тие две постапки во текот на претходните постапки, сигурно побарало од судијата во претходна постапка да изрече мерка притвор за да може судот да донесе такво решение за да го приведе. Ама како ќе изрече мерка притвор ако комисијата не заседавала и собранието? Комисијата може да одлучува само за кривични дела за кои може имунитетот да го спречи кривичното гонење. Согласно на член 64 став 2, ако обвинителството побарало водење на истрага или водење на постапка претходна и побарало од истражниот судија, сигурно го назначил и делото за кое се повикува за отварање на притворот, тогаш тоа е дело за кое може да се изрече казна најмалку 5 години.
тогаш, согласно на член 64, став 2, ниту е потребно од мандатно-имунитетната комисија да расправа, нити пак имунитетот може да го спречи судот да му одреди мерка други се или во притвор или во кутен притвор? Зошто ги пуштија? Слободната оценка на судот, дали се исполнети условите, согласно на член 165 од Законот за кривична постапка, а тоа е изрекување на мерката притвор, тоа е слободна оценка на судот. Тоа не значи дека... Ама само има слободна оценка на судот. Нема ли тука политичко и друго влијание? Писмото на Талат Џафери вчера и реакцијата? Политиката и правото се две различни страни на медалот. Би требало да политиката се недефинирани вредности, тоа се збирни интереси на одредена група на луѓе кои учествуваат во власта. Не е баш така. Чекајте се. Очигледно. А правото и владењето на правото, тоа е држава во која има закони, кои законите се општи правни правила, кои треба да уредуваат неодреден број на случаеви со исти битни обележја. И кој не одредува. Во теоријата е така. Сега во праксата велам имаше притисок, така ли личи и дека тие беа пуштени. Ако вие велите дека судот имал притисок. Не велам притисок, меѓутоа имаше реакција, дека не се запазува процедурата затоа што јас лично сметам треба да дека ваквите изјави пред судот да донесе одлука, сметам дека сепак тоа е притисок на судот да не може по слободно судијско убедување да ја води постапката. Не. Повелете ги. Ќе ве молам, да, ако некој е повреден во правото на судот, постојат правни инстанци, правни лекови на остварување на правата. А иначе вие, одговорница, да се повикате дека безусловно некој треба да биде пуштен, без да помине постапката од судот, да утврди судот дали некој има вина или не, ќе ве молам, тоа е практично... Меѓутоа, во целава ситуација, сите се за тероризам, сите се инфлангрант, сите се за исто кривично кој дело. го спомнувате, гледам не, упорно. Меѓутоа има право на реплика, што би рекле во собранието. Ќе им дозволиме на колешка, ќе им дозволиме. Вие треба да разликувате кога употребувате зборот тероризам. И па добро, делото е 313, и тоа не е расчистено. Не е 133, 313. 313 и тие вела дека е. Во глава 28 од Кривичниот законник, почнувајќи од член 305, па се до член 327 од Кривичниот законник, точно се определени сите дела против државата и државното уредување. Конкретниот член е 313. Кога станува збор за 313, не значи гол тероризам на употреба на сила за рушење. Тоа е друга дефиниција, нормативно дефинирана. Тој што се намера да го загрози уставниот поредок. Уставниот поредок. Или безбедноста на Република Македонија ќе предизвика или сериозно ќе се закани со предизвикување експлозија, немаше пожар, поплава, испречување на органите во извршување. Или друго опасно действие или акт на насилство. Го потенцирам актот на насилство кој се случил, создавајќи чувство на несигурност или страв кај граѓаните, ќе се казни со затвор најмалку 10 години. Актот на насилство го нагласив и чувството на несигурност. Ама го спречува и органот да се извршува уставната функција која има. Да, меѓутоа и органот не си е извршил својата работа. Добро, само видете вака. Сега вие сте правник, може да сакате да доминирате, меѓутоа јас како водител на емисијата морам да им дам на сите збор. Граѓаните да не ги усмеруваме и да правиме грешки. Прашањето основно е зошто воопшто ги имаше пред истражна постапка кога беа потоа пуштени. Да, јас ако ми дозволите, не можам да се ослободам од чувството на создавање на сензационализм. И тоа го имаш. Ако луѓето, што кој год да се, јас реков повторно, правдата е слепа и треба да важи за сите. Ако е тоа така, и ако имаме процедура која што мора да биде извршена, како што е писмото на господинот председател на собранието, дека формално правно требало да помине ни законодавно правната, ни мандатно-имунитетната комисија. Тоа можело да се почека и можело да се направи. Сега за мене лично е еден циркус во кој што за истото дело едните имаат куќен притвор, едните имаат притвор па се пуштени, а другите не знам дали се ослободени. Веројатно, доколку сите граѓани кои што беа внатре, ама буквално од првиот до последниот, беа уапсени. Тогаш тука настанува процесот на слободното судиско убедување за да се види колкав е степенот на вината. Прво на оние кои што биле нарачатели, потоа на оние кои што биле извршители, потоа на оние кои што биле можеби по не своја волја донесени таму. Можеби биле клиенти, можеби само сакале да му се улагаат на системот.
има и такви, а има и веројатно невини граѓани кои што повторно влегле во кривично дело, меѓутоа тука судот ќе цени колкав е степенот на вината на оној кој што влегол во собранието, а не мислел да врши насилство. Тука веројатно има одредени градации кај што слободното судиско убедување ќе дојде до израз. Јас не сум за тоа да истите не бидат осудени и истите заради тоа што упаднале во собранието не си добијат соодветна казнена мерка во зависност од тоа каков е нашиот судски систем, односно каков е нашиот закон. Меѓутоа, не сум ни за правење на сензации, за рушење на постапки и на создавање на систем на нееднаквост. Во моментот и дури и тие кои што влегле во собранието се нееднакви. Господине, дали вие ако бевте пратеник ќе реагиравте исто како Талат Џафери или ако бевте председател на собранието? Сметате ли дека е исправна неговата постапка? Председател на собранието е прв меѓу еднаквите. И тој има еден глас. Да, тој се грижи за процедурата. Извините, тој има еден глас. И тој е должен да ја почитува процедурата во овој случај, како треба да постапи, не да коментира. Меѓутоа постапката ја нагласи. Прво, комисијата за имунитетни прашања, каде има луѓе од сите партии, тие ќе го разгледат случајот, ќе коментираат, ќе дават не беше насока дадена или шанса на комисијата пред да бидат приведени тоа да го направи. И тука сега ние видите, дебатираме. пораката на цела ова акција е символична. Иако може би безправно, но символична, дека во Република Македонија сите граѓани, било тие да се пратеници, министри, не знам што, треба подеднакво да одговарат пред закон Ама и во моментов правдата. не се еднакви, тие се пуштени дома на слобода, ако веќе па Пуштени по тоа затоа што поминало 24 часа и тие не може да ги задржат. Комисијата не држала. Ама другите се во притвор. Видите сега. Не е до крај испратена пораката, ако веќе така. Другите не биле покриени со имунитет, затоа тие се во притвор. Точно тоа така. е тоа што го збори, Овде имунитетот. комисијата не заседавала, па собранието да одлучи за да нив се примени притвор или не се примени Знаете како, притвор. барање за притвор тие може, меѓутоа притвор не може да се одри без комисијата да заседава. Меѓутоа, јас не ги оправдувам ниту овие протести што ги видовме сега. И тие се противзаконски протести. Не е право да протестирам. Оти тие сега го условуваат судот да ги пуштите овие на слобода, да не преземете вие мерки Да, против меѓутоа нив. само да потсетам и во минатото имало вакви протести, кога беше случајот за кој што ќе зборуваме Бучковски, кога беше случајот Љубе Бошковски, секогаш нивните колеги, истомисленици и луѓе од партијата протестираа. Затоа меѓународната заедница кај нас за Република Македонија има квалификација дека судството е затечено, партизирано, дека системот не функционира. Дали ние работата е и понатаму да функционираме така заробени, или сакаме еднаш дефинитивно веќе да воспоставиме реален правосуден систем, правна држава. Ова е едното. Ние газиме по една тенка линија на тоа правното што го кажа господинот Гошев и политичкото, затоа што во моментот се одвиваат два процеса. Како што судот вршеше распит и даваше притвор или куќен притвор или ослободуваше, така имаше средба Заев, Груевски кај Иванов. Така во моментот додека протестираат од ВМРО ДПМН, има средба Ахмети, Џафери, Заев. Значи, колку и да вие се залагате за нешто такво, во моментов се одвиваат два процеси. Едниот е судскиот, другиот е политичкиот. И едниот и другиот се за истите луѓе и за истите дела. Тоа се и политиката, видите, и политиката имат корелација со судството. Без оглед да кажеме ние, нема идеален правен судски систем во светот. Апсолутно. Да. Бидејќи и тој судскиот систем е создаден од политиката, по секоја држава. Ама при дејствување тие не треба да дејствуваат политички, туку од судски аспект. Овој проблем може многу брзо да се реши. Пратениците кои се осомничени дека сториле кривични дела и кои се бранат сега од нивните колеги пратеници или сопартици, да излегуват пред јавноста и да кажуваат ние се чувствуваме невини, ево, слободно се откажуваме на нашиот имунитет и бараме фер судење.
Тогаш ако државата не прави фер судење, тогаш е крива државата и политичките институции. Значи дека и понатаму сме заробена држава. Господине Голшев, меѓутоа иде да одиме по стапката. Ако било во ред да бидат повикани па пуштени за да заседава комисијата, тоа значи дека комисијата која има рок од 3 дена да заседава, ќе заседава утре на третиот ден. Таа може да даде само предлог до собранието и тоа да расправа за нивните имунитети. Комисијата за имунитетни прашања е тело на Собранието на Република Македонија. Точно со определени надлежности утврдени во деловникот за работа на Собранието. Ние сега веќе зборуваме за нешто друго. Ние зборуваме за уставна категорија. Согласно на член 64 став 2. Дали за тие пратеници можел обвинителството од судот да бара да истите бидат повикани, задржани, дали можел да бара приведување и дали судот, согласно на тие одредби од Уставот на Република Македонија и одредбите од Законот за кривична постапка, може без одржување на седница на мандатно-имунитетната комисија да му изрече мерка притвор. Може. Во конкретниот случај, доколку станува збор, вие сами кажувате, почнувајќи од кривичните дела на член 305, па се до член 327, кај се сите дела против државата и насилно уривање на уставноправниот поредок, ако веќе побарал обвинителството за кривично дело по член 313, за кое кривично дело може да биде изречена најмала казна од 5 години, тогаш комисијата нема зошто да заседава. Меѓутоа утре ако заседава? Он може да си заседава како што сака, а не може да ги сруши уставните одредби на членот 64 став 2. Тоа значи дека он не може да му постави имунитет како пермисивна правна норма, за да не може судот во легална и законита постапка да му изрече мерка притвор. Меѓутоа, Гюлистана, дали е купување време на некој сакам начин? тоа да кажам уште. Волунтаристичкиот пристап на примена на правото, а тоа е по слободна оценка на секој граѓанин како ја сваќа правото и правната држава, тоа би довело до еден страшен семантички пристап на примена на законите. Ние во Република Македонија ќе викаме имаме најубави закони, се криеме за законите, ама законите не важат, зошто харизматичкото владење на политичарите кое вие упорно го форсирате на денешниот состанок, треба да го надмаши судскиот систем и тогаш ние практично сами го рушиме судскиот систем, не му дозволуваме на судскиот систем да функционира, не му дозволуваме во Македонија двата принципи да се применат. А тоа е доследна примена на правните правила и норми и закони и не може да ја раздвоиме политиката од законите кои до ден денеска го имавме во Република Ние Македонија. можеме да ги раздвоиме. Сега, бидејќи само уште два збора би рекол, за да бидам постручен, за да знаат граѓаните. Добро, ќе сватат дека вие сте правник. Три начини има на остварување на власта и владењето на правото. Тоа е рационално легалната власт, а тоа е правната држава и владење на правото. Имаме семантичко владење на правото, каде имаме закони, а не ги спроведуваме. Так. И имаме харизматичко владење, кај што немаме ни закони, туку лидерот на партијата кажува што е право, што е криво и што суди и како суди. Добро, јас почнав со однос на имунитетот и сакам така и да завршиме. Гюлистана, може да реплицирате или да дадете забелешки. Една работа и втората работа, дали си купија време со ова пратениците? Апсолутно. Или дали нивните колеги од парламентот им купија време, затоа што сега ако заседава комисија, па потоа собрание Не, сега слично. добивме ситуација во која што политиката ќе се меша во правото. И тоа е најлошото што може да се случи, заради тоа што она што и рече харизматични дали се политичарите, односно прекиот суд на политичарите треба да биде појак од вистинското судство, кое што треба да биде еднакво, односно правдата е слепа. Во овој случај, ако судот останал доследен до крај и рекол притворот останува заради тоа што го оценил делото затечен, член 64, тогаш не председателот на државата, не протести, кој сака нека се јави во оваа држава, законот е слеп и важи подеднакво за сите. Овде е на тест судството.
Заради тоа што ако остане доследно до крај тој судски совет кој што заседавал за оваа одлука и рече ние го толкуваме така заради тоа што судијата во претходна постапка, точно така, тогаш нема причина, имаат право сите да се бунат, имаат право пратениците да излезат и да кажат дека не се согласуваат, тоа и порано се случувало и би ги подсетила пратениците. Ние имавме една акција на која што беа апсени голем број на судии во прекршочна постапка. Една од судиите кои што судијка, мислам дека беше, се извинувам, не го знам името и презимето, се повика на својот имунитет. Таа беше осудена. Воопшто судските органи не заседаваа за да особата се повикала, она како судија има имунитет. Си беше осудена жената, не знам како заврши понатаму, ниту од медиумите дознавме, што значи дека беше абстрахирано правото заради тоа што постоела една политичка одлука. Се надевам, бидејќи сме под еден страшен мониторинг и дека сакаме да продолжи државата на прави нозе да функционира и понатаму, политиката ќе си ги тргне рацете од судството и ќе нема селективна правда. Во меѓувреме добив информација дека и господинот Талат Џафери, председател на собранието, побарал да од обвинителството да ја запази постапката за комисијата за имунитетно-мандатни прашања, така да колку и да ние сега зборуваме. Точно зборувавме сега. Сепак се испреплетува политиката и судството и сега прашање кој пат ќе се одбере. Не би сакал улогата на судиите да ја банализираме ние убедување на судијата. Не е фудбал тоа, извините. Убедување на судијата врз основа на постоечките факти и докази. Така е. Не е тоа пенал, јас свирам и цел свет гледа дека свирам погрешно пенал и тоа е судиско убедување. Како беше со Тиери Онри, даде гол со рака и отиде Франција и судот, тоа не е тоа. Врз основа на факти и докази. Ако ние вака налагаме сега на судот, а сакаме да го одвоиме системот, судскиот систем, реално, да создаваме вистинска правна држава, политичарите, вклучувајќи претседател на државата, премиерот, лидерот на опозицијата и претседател на собранието, имат право да се сретнат, да разговарат што импликации би имале ако, да кажеме, опозицијата вели ќе организирам секојдневни протести, ќе ги блокирам, и во насока да се убеди опозицијата или тие што ги бранат да не одат по тој пат, да дават шанса судот реално без притисоци да суди. Меѓутоа, господине Гушев, ако судот ја запазил на почетокот постапката, ги повикал пратениците, меѓутоа не им одредил притвор, може би сака и ќеве да помине и редот на мандатно-имунитетни собранието. Можел и тој да донесе друга мерка, одземање на пасош, јавување во судот. Значи, според тоа слободно судиско толкување, вчера, знаете, дури кога излегоа пратениците, ние новинарите се зачудивме, дури не очекувавме дека Крсто Муковски ќе излезе за да треба да му земеме изјава и нормално го снимивме. Меѓутоа, беше многу на почеток што и ги стана тоа сензационалистичко, да потоа околу 12 часот на полноќ ние бевме изненадени дека те излегоа и немаше мерки. Сега повторно да не судим одговорница не е добра, ама морам да кажам. Не. Одредувањето на мерка притвор, критериумите се точно определени во Законот за кривична постапка. Тоа е според тежината на делото, условите за идентификација на сторителот, обезбедување на докази. Таму се запишани сега тавтолошки, да не ги повторувам одредбите од законот, зашто сите ги знаат одредбите на законот. Но не значи дека само мерката притвор е мерка која може да биде изречена согласно одредбите од Законот за кривична постапка. Да, може ли други мерки? Може, има полно други мерки. Тоа е да се јавува во полицијата, да му го одземе пашапортот. Ако веќе зборуваме за членот 64 од Уставот и тоа вие што го велите дека е било на 5 години. Судот слободно оценува која мерка ќе му ја примени согласно на тежината на делото и успешноста во завршувањето на кривичната постапка. Зошто тие, ако кај нас добро
колегата го кажа дека мерката притвор практично се претвараше во мерка казна. А зошто тоа беше? Тоа беше злоупотребата на судот што изрекуваше мерка притвор и притворот крајно максимално го тераше до последните граници, а не беше способен да ги заврши кривичните дела кои ги почнал да знаете ги што е суди. збунувачко? Ако тоа не го превземело, ако сметало дека нема основа за притвор и ги пуштило, тогаш па зошто воопшто да заседава комисијата, која пак заседава само доколку му прети притвор на пратеникот? Ако некој е пуштен, Многу е конфузна целава ситуација. ако некој е пуштен и нема мерка притвор, а не може да се примени имунитет за кривично гонење, тогаш комисијата за деловнички прашања нема основа да држи состанок и да расправа по конкретните предмети. Проблемот е и се измешаа работите. Ако Чекайте тие ги сега, пуштија уште и нешто нема сакам да ви кажам. запретен притвор, сега пак тие ќе не сум заседаваат. човек што сакам да упатам критика, ама председателот на собранието со изјавата што ја даде, истата беше несеопфатна, не знаејќи ги сите случаеви и делата за кои се обвинети пратениците, а се повика зошто судот не дозволил на мандатно-имунитетната комисија да расправа за нивниот имунитет. Ама да, Ме разбирате? Сега практично ваквиот принцип на постапување е погрешен на председател, зашто повторно на судот му се меша во оценките и постапките. Ама и судот Ама и се судот меша. сам си ги измеша Ако работите. имало запретување за Чекајте. притвор, Така. тогаш сега. ќе се повикала и мандатно-имунитетната комисија, Зошто па и ако е собранието. за дело Сега може нема да се изрече притвор. над Сега 5 нема години? притвор, ги пуштиле. Ама чекайте Ама- се. Судот Судот може не да е- одлучува дали е мерката потребна за да биде изречена Ма мерка судот зашто притвор. до крај не си ја работел? Си ја работел како не донел одлука. Да ги ослободи, а прво да ги... Ама Не не да ги ослободи, не му изрекол можеби мерка притвор, Ама зашто ама да- му изрекол друга заштитна Ама знаете што е мерка. целата Му изрекол работа? куќен пашапорт, му Ама зел не да му се изрекол јавува ништо. и не знам Не се. му изрекол Видите, ништо, ништо не само изрекол. направил Тука ми- сензација. тука е Ако забунето. не изрекол, значи согласно на одредбите од Законот за кривична постапка, сега така солираме, сега не ги знаеме фактите. Ако се поминати повеќе од 24 часа, Мора да го судот мора да го пушти. Знаете што? Целата работа и судот и политичарите ја измешаа, тоа е едната работа. Меѓутоа, еве, ние да потсетиме дека во топ тема на ваша страна беа објавени снимките на кои што се гледаше што всушност прават пратениците кои сега беа повикани и што всушност не изјавија откако ги прашавме дека се видели на камерите и дека ги отвараат вратите. Колегата Манасиев еве потсетува на тоа време. 7 пратеници, од кои 6 мина од ВМРО ДПМН и 1 од Социјалистичката партија на Македонија може да се видат на снимките од холот од собранието, само неколку минути пред да започне крвавиот инцидент. Топ тема на ваша страна ги идентификуваше Илија Димовски, Јохан Тарчуловски, Сашо Василевски, Крсто Муковски, Љубен Арнаудов, Жаклина Пешевска и Љупчо Димовски. Кога Талат Џафери ја дава заклетвата, токму тие се најблиску до вратата која води до холот. Неколку минути пред да се случи упадот, тие се појавуваат во холот, еден по еден, а некаде се гледаат и заедно. Дел од нив се во постојана комуникација на своите телефони. Одговорот на телото може да се претпостави дека нешто чекаат. Дел и лично одат до вратите пред насилниот упад, дел се смирени и чекаат, а дел се растрчани. Нивната улога во целиот настан кулминира кога ќе влезе масата. Дел од нив срдечно се поздравуваат со толпата, а дел им покажуваат со раце каде да одат. Снимките се без тон, па не може да се чуе што комуницираат пред и по упадот. Од новите снимки јасно се гледа нивната улога во целиот инцидент. Крсто Муковски и Сашо Василевски од ВМРО ДПМН уште веднаш беа посочени како пратениците кои ги отвориле вратите од собранието, со што директно возможеле да се случат крвавите насилства. Ги контактиравме пратениците да побараме нивен коментар на новите снимки. Муковски тврди дека не ја отворил вратата, иако не демантира дека бил во холот. Добар ден, господин Муковски. Да. Александар Манасиев од топ тема на ваша страна. Ги имаме оние снимките што се од собрание, каде се гледа вашава улога во отварањето на вратава и координирањето на лицата кои што влегуваат во собрание. Па ни треба ваш коментар. Јас не отварам врати. Значи тоа кој има ти стравете се докажи. Во фоајето има како минути пред да влезат луѓето, лицата, како е вашиот коментар? Што сте правеле тоа време? Крсто Муковски не отворе врати на демонстрантите. Толку имам да изјавам, завршен туда. Сличен е и ставот на неговиот колега Василевски. Значи ние
можам да дадам коментар по телефон никаков, не сум гледал ништо, не знам ништо, за ништо не сум запознат да ви кажам право, не сум координирал и не сум работел ни против народ, ни против држава. Каде бевте тоа време? Минути пред да влезе? Ето на Република Македонија на мојата работна место. Пред вратата бевте, пред да се отворат вратите? Значи толку можам да ви кажам, доволно е мислам. На снимката се гледа и пратеникот Љубен Арнаудов, но тој тврди спасував жива глава. Јас да ви кажам, 5 недели сум во собрание, јас не знам главата кај ми е. Јас барав излез да избегам. Нормално е човечки во овие ситуации да се снаоѓат. Со едно детенце отидов на главниот влез да барам да излезам таму. Таму жене дежурна од службите рече, извините, господине, се е барикадирано, нема никаде, не можете да излегувате. И тоа кружно барав секаде да најдам некој излез. Да изгледам некој излего, ја. Дали ги видовте колегите Василевски и Муковски како ги отварат вратите? Вратите јас никога не видов, јас тука една минута да гледав дека залута во ходниците и се вратив назад. Видовте ли дали пратеници отвараат врати? Не видов, не. Да ја кажам, бев многу уплашен и тоа. Еве беа ова изјавите на пратениците кои ги видовме на снимките и во однос на она што тие го сторија. Марковска, вие рековте она што се гледа на камерите е очигледно и дека тие сторуваат нешто, меѓутоа порекнуваат, еве, во кога ги прашувавме и велат дека тоа не ги сториле. Јас верувам дека и сега да го прашаме Крсто Муковски, можеби истото ќе ни го каже. Добро, очигледно едниот не е координиран што да каже, а вториот му е речено дека изричито треба да го одрекнува тоа. Меѓутоа, во 21. век на информатичко општество во кое во една обична продавница 2 на 2 поставувате камера со цел да откриете кои се тие крадци што вас ве крадат и сметате дека се релевантен доказ и пред суд и секаде. Тоа е вашето трето око практично во собранието кај што се поставени софистицирана опрема, токму за да може да биде безбедносно осигурано, да тоа не се смета она што го види целата јавност дека е точно, ако тоа не го гледаат судиите, кој сака нека порекнува. Ова е баш инфлагранти она што го бара нашиот закон. Да, повелете. Јас мислам дека снимките се материјал од втора рака, кој треба да ги гледаме. Прво, собранието имало наоружено обезбедување. Не знам колку биле, дали 20 или 30, чија задача е да внимаваат кој ќе влезе, кој ќе излезе од собранието. И тие се дел од постапката, дел од нив се претворени или во куќен притвор. И ако еден од тие или 10 мина приметиле дека има поголема толпа, требале да пријават засилување на полицијата. Не, па господине Хранисето, тоа е под истрага сега. И затоа и се суспендирани. Затоа прво треба да тргнеме ние кон живите сведоци. Па после живите сведоци ќе кажат, видите во снимка. И тоа ќе се докомплетира. И не држи тоа дека нема инфлагранти. Има. Има како нема. Само времето, кога се процесуира, е различито. Тогаш во тоа време, тогашната власт не сакала да го процесуира овој предмет и затоа останало. Сега ние не треба да чекаме реконструкција уште еднаш, новата власт да чека реконструкција, па да кажеме дали ќе преземе мерки или не. Господине Гошев, токму тоа е прашањето. Ако вие снимки ги видовме на топ тема пред 7 месеци, зошто веднаш не можеше да се види дека нешто се направило очигледно на лице место и да се постапи по овие пратеници и други останати? Не, според мене станува збор за сложено кривично дело, кои учествуваат повеќе извршители на тоа дело што го гледаме директно на екраните. Повикувајќи дека снимките не биле доказ друго, тоа го регулира членот 250 став 1 од Законот за кривична постапка, кај што кажува дека се е доказ врз основа на кој може да се утврди материјалната вистина. Во набројувањето на тие докази ги има и снимките, и визуелните снимки, и сите ги набројал дури кривичниот законник. Сега, бидејќи кај нас има кривично дело за неовластено прислушкување по член 151 став 1, тоа е друго што треба да расправаме. Во конкретниот случај станува збор за организирано извршување на кривично дело. Бидејќи кај нас во кривичниот законник постојат 3 вида на учесници и извршители.
прво има секое дело кај нас во пишувањето на кривичниот законник правно и феноменолошки го идентификува извршителот на делото. Вика тој кој што ќе го превземе против правното дејствие. Тоа значи тој е извршител. Во конкретниот случај ние гледаме едни извршители тука кои превзеле дејствија тие за кои сега се обвинуват. Но станува збор за организирано кривично дело каде што организаторите на делото да видиме кои го организирале и која е целта за постигнување. Кај нас во кривичниот законник има член 22, 23 и 24. Кога станува збор за соизвршители, соизвршителот треба да превземе дејствие. Ги гледате, сите превзеле дејствие на извршување на делото. По член 23 имаме поттикнувач на извршување на делото, кој треба да се казне исто како да самиот го извршил делото. И по член 24 став 2 имаме помагач во извршување на делото, а тоа се мисли на полицијата што не функционирала, не повикала помош, дозволила вратите да се отворат. Сега да не ние правиме тука правна квалификација. Во конкретниот случај станува збор за извршителство. Имаме непосредни извршители и имаме посредни извршители. Непосредните извршители ги гледаме, ги видовме, има докази инфлагранти за нив, но треба да се преиспита работата. Кој е извршителот, кој е посредниот извршител на извршување на тоа? Впрочем, затоа истрагата се водеше во обвинителството за организиран криминал, која треба сега да докаже дали е организирана терористичка група. Не се вика соизвршителство по член 22, бидејќи тие организаторите не превзеле дејствија на извршување, но учествувале во организирањето на тоа дело. Што значи дека тука станува збор за извршителство согласно на одредбите од кривичниот закон. Факт е дека ова сега го води обвинителството на организиран криминал. Со оглед на членот кој е доста тежок, 313, треба да докаже дека била организирана терористичка група која што подготвувала одредени дејствија. Постапката е се уште предистражна, тоа веројатно ќе видиме додека стигне до обвинението, може да потрајат и месеци. Меѓутоа, Ѓулистана, ако пратениците имале одредена улога, ако не ги спречиле, како што вие рековте, граѓаните, ако во моментов се уапсени и луѓе кои што се од невладина организација и луѓе кои што се врвна полиција, како Митко Чавков, упатува на тоа според обвинителството дека се работи за организирана група. Дали како вие толкувате дека во сето тоа, доколку тоа нешто постоело, дека може да биде замешана и политичка партија и луѓе од политичка партија поединечно или по одредена наредба, а во случајов тоа се пратеници? Тоа уште повеќе усложнува работата. Ја усложнува работата, меѓутоа и ние на партијата и на државата. Она што го мислам да го кажам пред се, дека доколку овој настан не се разреши, ама да се разреши комплетно и онака како што налага нашиот суд, нашиот закон, тогаш вие сметајте дека сите на нас ќе сметаат како на небезбедна држава, заради тоа што доколку некој се упатува да убие пратеник, кој што е представник на народот, да повреди пратеник, да крши во собранието и воопшто да ја наруши безбедноста на највисокиот законодавен дом, тоа е собранието, што останало место за другите граѓани кои што се движат по улиците, дека секој на секого може да му направи нешто и дека ќе имаме двојна политика на разрешување. Значи, прво, извршување, реков, ке немало доколку не биле отворени вратите. Можела толпата, која год да и колкава год да била, не би можела да влезе никако доколку тоа не се направило со директно отварање на вратите. Значи се знае директниот извршител, меѓутоа ние претходно имавме големо поттикнување. Кое беше големото поттикнување? Ние имавме председател на политичка партија кој што рече дека граѓаните во овој случај сите од Република Македонија треба да не седат во влечки, односно во пантофли, треба конечно да ја земат судбината во своите раце, односно да решаваат на судбината на Македонија со тоа што ќе излезат пред собранието. Она што се случи во собранието се рече, што ви се случи, конечно ни се случи народ. Замислите, друго е да се случи народ во едно неорганизирано општество, а друго е да се случи народ во собрание кој што има избрани пратеници од народот. Значи, ако тој народ сметал дека пратениците не се соодветно избрани, требал да бара избори, изборите да се донесат како акт и да ги смени. Вие бевте сведок на настани каде што
што се случуваше народ пред собранието, затоа што бевсе во првиот парламентарен состав Точно. во бурни времиња на Македонија. Точно. Потоа и ние сите сме сведоци на народот што се случи во 2001 пред собранието, но секогаш бија речиси превзимани мерки да не дојде до ескалација на тие. Ескалација да не дојде, а можеше да дојде до сериозна ескалација, затоа што проблемите беа сериозни. Само да спомена во периодот кога на нас почнаа да ни се враќаат деца во мртовечки сандуци, некаде во број 40, и кога нашите деца се уште беа упатувани во редовите на JNA и требаа да служат како топовско месо за туѓи битки, за битката меѓу Хрватска и меѓу Србија. Што значи дека во тие тешки историски моменти политичарите, без оглед на тоа на која партија припаѓаат, го решаваа проблемот меѓу себе со разговор, онака како што напомена господинот Халили, се со цел да нема ескалација, немаше потикнување и немаше степен на омраз. Мора од собранието сега да ја вклучам и мојата колешка Далиборка Дамјанска, која што ја следеше средбата Заев, Ахмети и Талат Џафери. Дамјанска, дали излезе господинот Ахмети, дали даде изјава, затоа што Заев претходно во вестите слушнавме дека не дал никаква изјава, дали има објаснување од Талат Џафери зашто била оваа средба? Да, Жана излезе и господинот Али Ахмети, меѓутоа и тој како и Заев не сакаше да даде изјава. Тој се задржа речиси 2 часа на средбата, додека Заев излезе по само половина час. Нема објаснување ниту од страна на Џафери зошто беше оваа неочекувана средба доцна вечерва. Претпоставувам дека се работи за закажувањето на комисијата за мандатно-имунитетни прашања и постапките на незините членови. Утре комисијата денеска не се одржа како што беше најавено, меѓутоа веднаш после средбата беше официјално потврдено дека е закажана за утре во 12 часот. Таа треба да одлучи за барањето на јавното обвинителство, да им се одземе имунитетот на пратениците кои вчера беа приведени во полициската акција, а подосна и пуштени. Се работи за 6 пратеници од ВМРО ДПМН, тоа се Крсто Муковски, Јохан Тарчуловски, Љубен Арнаудов, Лјупчо Димовски, Жаклина Пешевска и Сашо Василевски. Двајца од нив и самите се членови на комисијата, тоа се Муковски и Тарчуловски, меѓутоа имаат своји заменици, така што тие ќе одлучуваат наместо нив. За сега немам никакви други информации што точно тука вечерва се случуваше. Овде расправаме за тоа дали требало прво да се одземе имунитетот, па да се расправа за одреден притвор и да се сослушуваат пратениците или не. Меѓутоа да напоменам, во целата постапка, колку и да судот ги повикал, се повикал на тој член 64 од Уставот, а и ОЈО побарал притвор врз основа на овој член и врз основа на 313 кој се бави со тероризам, сепак судот вчера побара од собранието и на писмено да им го симне имунитетот и побара мислење на собранието. Значи, ако биле сигурни во своето одлучување, немало потреба да побараа. Тие побараа, така? Тие побараа мислење, меѓутоа денеска во текот на денот немаше никакво изјаснување од господинот Талат Џафери. Целото објаснувањето на председателот на комисијата Павле Богоевски беше дека тоа барање се разгледува од страна на Џафери. Затоа и ние цел ден го поминавме во собранието, очекувавме дека комисијата ќе биде закажана, односно Џафери ќе даде мислење за барањето на јавното обвинителство, меѓутоа тоа не се случи се до вечерашнава средба. Што се случуваше на средбата, зашто точно разговара и зошто тој всушност одлучи токму после средбава да се изјасни, тоа не можеме да знаеме, меѓутоа како што веќе кажа, веднаш потоа стигна официјално соопштение дека комисијата ќе биде закажана за утре. Благодарам, Далиборка, за овој извештај. Еве, уште една работа која што можеби јас се измов е тоа писмото што го упати на вистина судот до обвинителството. Значи, ние колку и да расправаме вака или онака се измеша работите и овие средби не се случајни. Не е на одмет и судот да погреши во постапката. Тоа се вика ултравирес одлука и може да ја погреши постапката. Меѓутоа во случајот на Бучковски и на Љубе Бошковски, иако не се работеше за тероризам, се одеше по редот на нештата. Јас повторно дека материјалниот имунитет е целосно ослободување од кривично гонење на пратеникот во собранието од говорница која ќе зборува и така натаму. Ставот 2 на членот 64 од Уставот е: имунитетот не важи за кривични дела за кои може да се изрече најмала казна од 5 години. Јас не знам
што ќе расправа имунитетната комисија кога согласно на уставот Ама само не може тоа побара и судот сега, тоа е... И сега ние не знаеме си побараа да обвинителството точно за кое дело побарало да се приведе и да се донесе Тие одлука. бараат, овие заседаваат, одговараат, сами побараат. По се изгледа обвинителството побарало за кривични дела за кои не може да се изрече најмала казна од 5 години, затоа сега бара од имунитетната комисија. Очигледно значи дека да пратениците нема можеби да бидат ако е цените дека испод 5 години. Пауза за реклами, а потоа сакам да расправаме и за пратеничките имунитети и одземањето на Љубе Бошковски во свое време, кога беше министар за внатрешни работи, за имунитетот на Владо Бучковски, на за тоа по рекламите. Дебатава трае и за време на рекламите, затоа што е нејасна работата околу тоа барање за имунитет или не, дали не смеле да ги приведат, да побараат имунитет, па потоа да ги приведат, да се стигне имунитетот и да одлучуваат за притворот или не. Меѓутоа, Ѓулистана, видовме дека средби има во собранието, имаше и кај Иванов вчера. Значи, многу доцна го добивме соопштението дека имало средба Заев Груевски кај Иванов по на обраќање на Иванов, кој рече дека ги поддржува граѓанските организации, од друга страна кажа дека не поддржува наследство и слично. Како се тоа го оценувате? Пак ќе кажам, на две стази се водат работите, едната во судот, другата паралелно е политичка. Па токму тоа е грешката. Доколку судот се држи исклучиво до фактите и доказите, онака како што налага судската пракса и законот, тогаш ќе знае како да одлучува. Очигледно дека некои луѓе не се одважуваат, а ги имаат во своји раце сите можни прописи и сите можни правила за да донесат соодветна одлука. Со самото тоа што веќе обвинителството побарало мислење на собранието, а се работи за судот побарало мислење, веќе се измешаа лончињата и не се знае надлежноста. Односно испаѓа дека судиите немаат мислења, па бараат политичка поддршка, односно политичка подкрепа од самите политичари во овој случај. Самото тоа што еве сега видовме дека немаше никаква изјава за утрешната седница на мандатно-имунитетната комисија, јас мислам дека веќе пратениците ќе добијат инструкции како да гласаат на истата. И тоа веќе во старт зборува дека ние не сакаме да ги оставиме институциите да делуваат сами. Тоа не е добро. Заради тоа што и вчерашното обраќање на председателот на државата, кое што искрено речено не ми се допадна. Заради тоа што тој испадна, има впечаток дека исто така некој нему му се јавил и му рекол, вие би требало не да заземете став дали сте против или сте за овие групирање и за правото на протест, е легитимно право на секоја политичка партија, на група граѓани и на секој оној кој што тоа ќе го пријави во органите на полицијата. Во овој случај се работи за голема легитимна партија која има право да протестира. Дали е тоа во ред или не, дали врши притисок или не, е друга работа. Меѓутоа правото на протест е загарантирано. Што значеше изјавата на председателот? Јас секогаш сум ги бранел ставовите за заедничка Македонија и пазете, нешто што лично мене ме повреди. Посебно него одобрувам, ќе парафразирам, македонскиот судир. Што тоа значи? Дека тоа не е мој председател, дека не е негов председател, или ако имало македонско-албански, македонско-турски, македонски-ромски судир, дека тоа би бил судир кој што можеби он би го оправдал. Тоа не е во ред, затоа што тоа е легитимен председател на сите граѓани и ниту еден судир и ниту едно насилство не сме да одобрува или не. Има кој да го одобрува, он може да биде прашан за политичко мислење и треба да биде татко на нацијата кој што ќе мисли подеднакво за сите, а не да форсира едни или други. Тој веќе до сега тоа го докажа со срамната аболиција, во кој што за жал помогна дури и за едно не до крај за мене разјаснето убиството на Коста Крпач. Доколку се спрема од било каков акт да направи во една ваква политичка ситуација, толку многу ќе ги замрси работите, што Македонија не на страниците на CNN, ние никогаш нема да можеме правно да ја оправиме државата. Вие како го оценувате говорот на Иванов во целата оваа постапка и дали мислите дека тоа е вовед во уште една аболиција? Јас би сакал нешто во врска со ова да кажам. Илузија е ние да мислиме дека за 5-6 месеци колку е ова влада сме го реформирале судскиот систем. Па добро, судиите сами треба да се реформираат, ако секоја влада ги реформира, пак се под влијание на владата. Судиите, сега добро, со закони може, да. Судиите, самата констатација дека сме креирале партизирано судство, заробена партиска држава, зборува за еден дефект
околу 2,5 децении. И сега, колку да бидеме ние реални, непристрасни, не може да креираме судски систем идеален, кој ќе ги брани професионално принципите. Ние и судиите веќе не знаат што да прават со нас. Пред 4-5 месеци имавме случај кога обвинителството бара, судот го отфрла пријавата и донесува друго решение. После го укинавме Советот за утврдување на фактите, што на вистина се покажа дека тој совет бил непотребен и бил во одбрана на лошите судии. Јас сум имал и лично искуство со нив. Кога председател судски на Совет за утврдени факти ми вели, што барате вие, господине, јас, судиката, да ја суспендирам од работа, велам, токму тоа барам. Ако вие сте дошле до заклучок на тоа што барам јас. И сега, бидејќи ние некои бариери ги отклонивме, судиите со тоа бараат политичка поддршка. Тие многу добро знаат тоа над 5 години. Но кога би решили така, без барање за симнување на имунитет, веднаш ќе се офрлиме на нив. Зашто ваква одлука сте донели? Да, меѓутоа тука дискутиравме дека не ја запазиле постапката, меѓутоа Македонија е позната и до сегашните искуства. Оно што јас се потсетив дека кога се расправаше во 2004 за пратеничкиот имунитет на Љубе Бошковски, во тоа време ВМРО-ДПМН директно го обвини Борис Кондарко, кој што беше председател на таа мандатно-имунитетна комисија, дека го одзедеме мандатот на Бошковски без да тоа да расправа собранието и без расправа на собранието беше одземен имунитетот. Да посетам, Љубе Бошковски избега во Хрватска, а оттаму беше однесен во Хаг за друго кривично дело. Ова се однесуваше на Раштански лозија, каде што сепак имаше едно сериозно кривично дело. 7 лица го загуби од животот, 6 пакистанци и 1 индиец. Многу јасно е пропишана постапката за Истото се однесуваше и на, само да кажам, Владо Бучковски, тој му беше одземен мандатот, стигна во Македонија, собранието беше на одмор, не расправаше и тука не беше до крај запаразена процедура. За имунитетот на владата одлучува самата влада. Тоа значи дека собранието не може да одлучува за имунитет на министер или премиер на владата. Што се однесува за пратеник, одлучувањето, точно е утврдена постапката во членот 64 став 2. Вика така. Собранието може да му го одземе имунитетот на пратеникот со двотретинско мнозинство. Мандатно-имунитетната комисија е работно тело на собранието. Оно може да му дае предлог на собранието. Мандатно-имунитетната комисија не може да одзема имунитет на пратеник. Тоа е со устав загарантирано. А меѓутоа тоа се случувало во Тоа значи ако се случило така, тогаш е повреден, директно е повреден уставот. Не верувам немам докази, не верувам дека тоа така било. И јас така мислам. Затоа што Љубе Бошковски бил истовремено и државјанин на Република Хрватска. Во тој момент кога бил тој во Хрватска, важат за него законите на Хрватска. Да, затоа кажав, за друго кривично дело тој беше испорачен во Хаг. Дали тој отишол од Хрватска во Хаг? Не, јас затоа не ги мешам постапките. Сега да не зборуваме без докази. Зборуваме дека во Македонија, за жал, не се истерува до крај постапката како што треба и потоа ни се случуваат веќе видени работи и како сега, јас само да се поправам дека судот го испрати писмото нели до парламентот, основното јавно обвинителство може да бара притвор, тие се странка во постапката и тоа е легитимно право на обвинителството. Меѓутоа судот е тој кој што оценува одлучува дали се исполнети согласно на уставите од законот за кривична постапка за одредување мерка членот 64 на уставот на 313 и сето тоа. Судот проценил поинаку. Членовите кои ги споменувате се практично нормативно дефинирани кривични дела против државата, почнувајќи од член 305 па се до член 327 од кривичниот закон. За крај имам уште 2 минути, Ѓулистана, што очекувате утре? Комисијата заседава, па потоа ќе дава одговор на судот, паралелно ќе има и протести на ВМРО. Сметате ли дека ова ќе води кон политичка криза?
Па, прво сметам дека комисијата веќе ја донела одлуката со самото тоа што лидерите не сакаат да дадат свое мислење како се одвивало и по кој повод и што разговарале. Тоа значи дека утре ќе имаме седница на мандатно-имунитетната комисија со оглед на двотретинското мнозинство собранието нема да може да донесе одлука бидејќи не постои двотретинско еднакво мнозинство и оваа постапка ќе трае до крај, што лично мене како граѓанин, а зборувам и за веројатно да не кажам 90% од граѓаните мислат така, дека за одредено сторено кривично дело, јас како граѓанин секогаш ќе бидам одговорна и секогаш ќе бидам достапна на судот и секогаш ќе може да ме затворат, за разлика од некој кој што ќе го изврши истото кривично дело и ќе се крие под условно речено имунитетот што му го дала државата. Кој год да е и од било која политичка партија, се додека судот не извршува својата работа и додека немаме ние извршна, судска и законодавна власт, во Македонија ќе се случуваат, како што вие веќе рековте, дежави работи и ние нема да имаме правна држава, а ако немаме правна држава, тогаш и немаме држава. Вие, Хали, ми рековте, ако имаат чиста совест, сами нека си го одземат имунитетот, да не се тие така би требало. Тие треба да изјавуваат дека ние сме невини. Ево, како потврда на тоа, ние доброволно се откажуваме од имунитетот, па судот фер судење нека одлучи. Во однос на тоа вашето прашање, веќе 20 и неколку години ние сме имале една лоша пракса. Криминалните дела сме ги покриле со политички одлуки. Сме имале политичари кои создавале огромно мнозинство, огромно богатство на терет на грбот на граѓаните, нелегални. Требало да ги однесеме пред судот на правдата, не сме го направиле, сме имале политички консензус. И секој политички консензус на покривање на кривичните дела, резултат на тоа е сегашната состојба во државата. Еднаш ние мора да прекинеме и да скренеме, да свртиме друга страна на и за крај, вие дали сметате дека ова ќе води кон некоја криза и да се поправам дека еве на Бучковски му бил одземен подоцна имунитетот на пленарна седница на собранието по одморите, тоа не го најде во архивите. Согласно на уставот, на премиер и на член на владата не може собранието да му го одземе имунитетот. Тоа е грешка. А што се однесува дали пратеникот и неговиот мандат е недостапен за правдата, и тоа не е точно, бидејќи членот 64 само утврдува имунитет за времено суспендирање од водење на постапки за кривични дела. Иначе, во членот 65 од Уставот вика така: доколку пратеникот биде осуден за кривично дело со казна затвор од 6 месеци или за друго кривично дело за кое е изречена казна повисоко од 6 месеци, му се одзема мандатот по сила на Устав. Тоа значи дека ослободувањето или применувањето на имунитетот за обезбедување на мерки за водење на кривична постапка не може и ниту ќе ги ослободи од кривично гонење на сите оние пратеници кои направија кривично дело во собранието. И посебно сакам да нагласам. Да, мора да привршуваме. Бидејќи оваа влада се определи да прави правна држава, сигурен сум дека премиерот и владата никогаш нема да се мешат во судството и судската власт. Тоа е едно прашање. Второ, почнати се процесите за ослободување на судството. Уставниот суд укина еден неуставен закон кој на судиите му го одзема слободното судијско убедување, а тоа е законот за предвидување на казните и одмерување на казните. После ова следува ноќно студио, после серијата Инсайдер, каде што Боби Христов ќе расправа со заменикот. Не, ама немам време зашто не само два збора ќе речем само. Дека власта која го донесе законот, по тој закон ги судеше сите луѓе. Сега Уставниот суд го укина законот, ја ослободува власта која сама го донела законот, сега кој закон требаше и на нив да му се примени. Но се е во рамките на ослободување на судската власт, бидејќи таквиот закон
е законот за мора да апсолутно завршуваме. Гледате, определување на оваа тема ќе казни. расправа Боги Христоф, може би и Тоа на е закон, студија, затоа што само тој два распира, збора не уште. можеме. Ви благодарам многу за вниманието. Јас знам дека пратениците и бившите министри, особено мислите како бивш министр дека треба уште 2 збора плюс да ви даеме, меѓутоа вечерва не може. Благодарам што бевте присутни и за вниманието.